Американците ги користат социјалните мрежи, особено TikTok, за да ги мотивираат своите врсници да гласаат на предстојните претседателски избори. Многу млади луѓе прават видеа велејки дека ќе гласаат само за да ги надминат гласовите на нивните родители и нивните партнери во врска или во брак. Собственичката на мачката на Руна ја изненадило кога среде ноќ ја разбудил звук кој на почетокот изгледал како ритмичко биење на тапани. За многу собственици на домашни миленици, будењето во текот на ноќта не е ништо невообичаено, без разлика дали тоа е поради лајање, претресување на предмети или потреба да се излезе надвор. Сепак, овој звук беше сосема поинаков. Кога се упатила низ ходникот за да го пронајде изворот на бучавата, жената ја нашла својата црна мачка како седи на клавиатурата. Со стапалата ја вклучила функцијата на тапанот и почнала да се движи по копчињата додавајќи го звукот на клавирот. Најмалку 51 лице загинаа во поројните поплави што ја погодија југоисточна Шпанија, изјави портпаролот на регионалната влада на Валенсија за Reuters. Поројните дождови, предизвикани од студениот фронт што се движи низ јужниот и источниот дел на земјата, вчера ги поплавија патиштата и градовите, поради што властите во најтешко погодените области ги советуваат граѓаните да останат дома и да ги избегнуваат сите несуштински патувања. Големите поплави особено го зафатија регионот на Валенсија, каде поројните дождови предизвикаа хаос на патиштата. Службите за итни случаи работат на спасување луѓе од поплавените подрачја и потрага по исчезнатите. Меѓу загинатите во Валенсија има и деца. Минатата недела група крадци успеале да украдат нови автомобили вредни околу 1,2 милиони евра од магазин во пристаништето Мелбурн. Кражбата се случила на 20 октомври во текот на ноќта и во раните утрински часови. Според полицискиот извештај, двајца мажи и две жени упаднале во имотот и ги оневозможиле безбедносните системи и алармите. Успеале да одземат вкупно 45 нерегистрирани автомобили, а меѓу нив имало и возила од различни модели.